Соживот, едно општество за сите. Денес ги добив одлуките за унапредување. Не ја добив мојата што е одбиена, туку на колегите што се унапредени, пишува актерот Висар Вишка, откако ги добил информациите дека не е помеѓу унапредените актери, затоа што за надлежните тој се уште е почетник. Имено и покрај долгогодишната кариера, Вишка тврди оти се наоѓа во така наречената четврта група, во која се актерите почетници. Не за секој важи тој запис. И таму сум останал, четврта група, веќе колку години више напунив и колкава кариера имам, сите се напредуваат, сите одат напред, што се вика до прва група, до првенци, ја останав во четврта група. Тоа се разбира дека кај не се све исполитизирано и све оди преку тоа дека треба прво да се продаеш да изработиш за партијата, па или да ќутиш. Дека во културата вработувањето и добивањето по големи функции се крајно исполитизирани, тврди и актерот Сашо Тасевски. Последно беше назначувањето на Нора Шакири за ВД директор на театар комедија. Медиумите потсетија на една нејзина преписка со премиерот, отворено на Фејсбук, каде таа му замерува што не и дал работа, иако е гласен поддржувач и член на СДСМ. Остана се максимално партизирано. Дури ја мислам дека е кренато на едно повисоко ниво, затоа што веќе понешто го гледаме сите луѓе кои што на некој начин мислеле дека придонеле за победата на СДСМ во 2017 година, дека заслужуваат да имаат некоја функција повисока. Целата култура е партизирана, не е тоа само еден сегмент, да речеме еден театар, комедија и така натаму. Така што, како и се друго што е во Македонија, се станува нечиво приватно гранапче. Таму разни лобија, ова сега што се случи во театар комедија, мислам дека беше борба на две лобија од ист тим, така да успеа да избркаат еден со оправдано или не навлегуваме нели во тоа, и си донесуваат друг исто така свој човек. Се почесто на виделина излегуваат партиските вработувања, а јавноста не останува рамнодушна на тоа. Неодамна за нов директор на Центарот за култура Антон Панов беше назначен физкултурец, па преку 250 културни работници преку писмо побара од Министерката за култура да стави крај на мешањето на политиката во културата.